утринското кафе го пиевме Светан Шукри заедно со Марија. Ете, слушнавме повеќе утрински ритуали, кога зборуваме за различни професии, за луѓе кои што се во различни професии и начинот како што го почнуваат денот. Нашиот начин како што го почнуваме денот со вас, па и утринска на тела, меѓу другото и овој утрински ритуал во нашата кујна и со сеца како секогаш, така и сега. Некоја комбинација, мал експеримент кој веројатно нема да има, како велиме, промашување или нема да направиме грешка ако повторно ги внесеме овесните снеговки, тука како еден мини оброк, овој пат во комбинација со ленено семе и сува брусница и сето тоа нели скомбинирано со соино млеко за еден добар утрински мини појадок за оние кои што преферираат наутро покрај тоа што ќе се напијат кафе или топол чај, нешто и да си каснат. И ние сме од тие и тоа ќе го направиме денеска, а во меѓувреме правиме и чај од хибискус, планински чај, секој по својот избор. И во утринска на телма, односно во утринскиот дел кај што се будиме и нешто се подготвуваме, будиме и уште некого и денеска имаме различен избор или она кое што или многу на имаме многу на листата или на списокот кој што ги будиме, па ќе видиме кој ќе биде тоа ова утро. Ќе ни информираат од режија, Владко на слушалка ќе ми јави, а во меѓувреме не знам дали се слуша овој звук и можеби се гледа ова малку вака како ни шаја. Да, тоа ни е за чајот. Си подготвуваме и чај. Не знам кој ќе биде на твојот избор, планински или камилица? Па, ја мислев хибискус сум земала. Можеби еве го хибискус. Да, може да биде за мене хибискус. Чека, јас вика тука ставив нешто, ама ќе го смениме, значи хибискус и планински за мене. Добро, јас сега ќе додадам во овој наш едноставен рецепт на овесните само малку ленено семе. И за мала влажина, нели ќе додадеме и сува брусница. Знаеме дека сувото овошје барем многу се препорачува, доколку сакаме и во текот на денот да си каснеме нешто благо, да задоволиме потребата од благо, но се разбира и тоа да биде сепак нешто здраво и вкусно и оваа комбинација, мислам дека би била добра. Се случува. А го префрлив млекото во чаша за да можам полесно да го ставам и добро. Дали само имаме некаков знак од режија? Нема уште знака. Добро, ова со така. Историното млеко е некаков знак дека денеска понеделников Ивана, мене и на тебе не ми оди баш се од рака. Добре. Но има и такви денови. Да, ќе добиеме некого, веруваме, со оглед на тоа што е колку е часот 7:24. Ми се чини дека ако тие што треба да ги будиме, би требало да се веќе разбудени и подготвени да ги вклучиме. Мислам дека ќе треба цеци уште малку од млекото. Од млекото? Да, не, добро имам во чашата. Добро, и сега ви може да додадеме и малку во чајчево лимон и мед, нели? Нормално. Така, за да може да сме комплетни. Чекаме, значи да видиме кого ние да откриеме во кој сме во да, кои се двајцата кои што го имаме. Добро е. Што велиме го, значи е мачко. Би требало да го имаме со видео. Господинот Златко Андоновски, актуелниот портпарол на фудбалската репрезентација. Нешто трља очи. Златко, добро утро. Дали те разбудивме вистински или? Да, вистински и чиста среќа што го погледнав телефонот во 7:19, ете, после 3-4 минути се вклучувам во програма во живо. Да, ние бевме упорни, па од повеќе места звоневме, најважно е дека те добивме. Да ти посакаме убав почеток на овој понеделник, на оваа нова работна седмица, да прашаме како генерално ти започнуваат деновите и утрата и дали имаш некакви утрински ритуали, практикуваш чај, кафе, веднаш да појадуваш кога ќе станеш, ајде малку долови него утрото твое и на твоето семејство. Предпоставам како и повеќето од нас, утринското кафе е ритуал кој што едноставно не можам да го избегнам. Да. Буквално се случува веднаш после будењето, потоа се сите други домашни обврски околу подготовка за работа, обврски со дете во школа, во училиште, активности и сите работи кои што одземаат некои час и половина пред да се започне буквално денот на
што работите. Златко, морам да ти кажам дека ти си единствениот што нема сватено толку буквално, дека ние ќе бидеме алармот и ќе те разбудиме веднаш ова утро. Не се злезав кога реков дека во 7:19 стана во спиење и ете, чиста среќа што го погоди телефонот. Да го доловивме моментот на утринско будење, буквално будење беше ова, дури не ти е испиено ни утринското кафе кое што е прва, како велиш, од твојот утрински ритуал или веднаш од кога ќе се разбудиш. Добре, што успеа да го направиш за толку кратко време. Да, бе, чекаше подготвено. Среќа што, ете, сопругата ги... Добро, поздрав за сопругата. Да, обврски многу попосветено од колку јас. Одлично. Ете, секогаш поддршката е многу важна и треба да е обострана, а што се однесува до брзото расонување, денеска веројатно си и многу брзо расонет заедно со нас и со нашите гледачи, па се подготвуваш и за она кој што те очекува стартно на почетокот на оваа работна недела, секојдневни обврски и тоа кое што е всушност дел од оној секојдневен ритам, како велиме, па како кај тебе тоа изгледа откако ќе се разбудиш и ќе го практикуваш утринскиот ритуал? Па не знам дали сте се вклучиле толку брзо во програма после будење, да знаете колку е тешко да се состави па дури реченица. Ама ете, понеделнички правиме план за некои обврски кои што ќе ги имаме во неделата. Секогаш кај нас на работа е турбулентно и малку по-комплексно, посебно во последниот период. Ама се надеваме дека се ќе се стави во функција на резултатите кои што сакаме да ги направиме. Знаеме дека нашата репрезентација на средина од овој месец има два убави надпревари против Летонија и Фарски острови на домашен терен. Очекуваме поддршка од трибините, публика за прво место во групата Лига на нации и на тоа сме фокусирани периодот, така да мислам дека ќе го направиме тоа како и досега, затоа што се што се работи во функција на резултат на крајот на тој начин и изгледува и се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред, па дури пон стадион за две победи во Лига на нации на средина од овој месец. Златко, каква е атмосферата во тимот? Одлично, посебно после двете гостински победи минатиот месец и првото место во групата, речиси завршена работа, пласман во Б квалификацијската група во Лига на нации, тоа беше целта за овој циклус и се надеваме дека момците на тој начин ќе продолжат, бидејќи имаме ретка можност да бидеме дури учесници на едно светско првенство, 26-та година во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада ќе се одржи мундијалот. Така да се надевам дека ќе биде на високо ниво и после овие два надпревари. Ќе имаме можности тогаш веројатно да се слушнеме, па и да се видиме вака во живо, а пред да се поздравиме ова утро и да те оставиме да си го допиеш кафенцето. Или можеби ќе продолжиш со пиење, не знам. Па со глед на тоа што веќе добро се расони и пие кафе, веројатно не. Но кога зборуваме за човек кој што е така, човек кој што е дел од спортот, како портпарол на Фудбалската федерација на Македонија, колку пак спортот е дел од твојот живот, ако зборуваме во пракса, и колку во секојдневието наоѓаш време и за тоа да поспортуваш рекреативно и доколку наоѓаш се разбира што е оно кое што го практикуваш како спорт? Во последните неколку години велосипедот ми прави неверојатно доживување. Ете, во саботата заедно со мало фино друштво, една фина екипа, возевме до Кумано, преку Арачино, па се вративме од страната на Илинден, така што тоа е некое задоволство кое што го открив пред неколку години и навистина ме прави среќен. Понекогаш рекреативно трчам, тоа во минатото го правев многу поактивно и повеќе посветува внимание, но и годините го прават своето, така што не е исто кога имаш 30 и неколку и 42-3 и се е потешко, телото потешко се опоравува, постојано сакали или не трпиме последици, дали е стопало, дали е колено и така натаму, ама се на се наоѓам време, сакам да го правам тоа и... Да, мора да се одржуваме. И да биде во континуитет, така е. Да.
Златко, ти благодариме многу за тоа што утрово се дружевме вака виртуелно, што се вели на фреквенција на Тилма. Фала ти многу што беше дел од утринската на Тилма и на здравие кафе. Се надеваме дека убаво ќе ти почне вака денот со нас. Може би малку турбулентно, ама ќе продолжи во добра насока, со позитивна енергија. Се надевам дека тоа што ја сватив буквално, останиот спиење и вклучите во програма не беше проблем. Поздрав до сите вас и до гледачите и убав ден. Ти благодариме, Златко, убав ден и добар, како што имаше вака, добар старт, така да ти трне и неделата, а до слушање, рековме, и до гледање со сите новости кои што се однесуваат на Фудбалската федерација.